Предходната сезона во втората фудбалска лига на Македонија освоивте 33 бода за 12-то место. Што мислите вие за овој пласман? Јас мислам дека со ова млада екипа е доста голем успех. Сепак за победа, значи, како име, како бренд, то не е некој успех, али за сега ситуацијава како што е во победа, значи со млада екипа, со деца, значи со највозрастни скоро 21-22 години, не знам точно, значи со две деца што 2008 година, значи што ги користевме и што брзаја утакмици, значи клучни утакмици, мислам дека направивме добра работа. Значи добра работа што веќе оваа екипа, јас мислам дека во наредна сезона би играла и доста поголема улога во оваа втора лига. И мислам дека за овие деца кои искористија оваа шанса што се укажа тие да као младинци да бидат во прва екипа, мислам дека е доста пренос за нив и за понатамошната кариера. Исто и за мене како млад тренер, значи екипата е презедо во една тешка ситуација. Мислам дека 3-4 бода имавме освоено, освоивме 33 бода. Може и некој не очекуваше, али ние бевме сплотени заедно, верувавме и поготово ова пролетна полусезона имавме доста завидни резултати, значи со 4 порази и мислам дека дали очекувано или неочекувано, али ние завршивме добра работа. И клубо најбитно беше и приоритет и пред почеток на сезона, значи да опстани директно. Да, меѓутоа, ако анализираме, со посилни екипи многу добро одигравте, а обратно со послаби, еве, например, ќе спомнам, посилни екипи Македонија, Ѓорче Петров, го совладавте овој тим со 2:1, со пресврт, водеше Ѓорче Петров. Потоа со Брегалница 0-0 не постигна ни гол. Брегалница беше голем фаворит. Башкими исто така, 0-0 не успеа да постигне ниту гол. Што мислите за овие надпрви со посилни ривали? Да, значи јас спомнав дека ние имавме само 4 порази, од кои 2 со од Неготино и Кожув. Да. Мислам дека со них имавме најголем број на шанси, али не ги искористивме. Али тоа е, значи, непишано правило, кога не има да ги искористиш, дадила казна, и тоа им се случи тие две утакмици. Наредни утакмици, значи, што ги изигравме со горниот дел од табелата, значи ги спомнавте Ѓорче, Брегалница, Башкими, Охрид, Саса, значи сите тие се веќе во првите 5-6 екипи, кај што мислам дека и тоа нерешено што го имавме, мислам дека бевме и поблиску и ние до победата. Значи стрикно, еве, дали со Башкими, дали со Брегалница, и со Охрид, значи во гости бевме поблиску до победата. И сепак јас мислам дека не е ништо случај, значи бевме заедно, работевме добро и сите бевме оптимисти пред секоја утакмица. Значи секоја утакмица ние одевме на бодови, значи не беше ситуацијата дека победа нема што да изгуби со Ѓорче, значи иако тие беа фаворити, значи ние излеговме, значи рамо до рамо со една екипа која што има си прото праволигашки играчи, мислам дека тоа беше една може и најдобра утакмица оваа полусезона. Да ве прашам, што мислите за овие екипи што веќе стана прволигачи Македонија, Ѓорче Петров, Арсими и Башкими? Дали може да се каже дека беше очекувано? Да, мислам дека и заслужено се прволигаш, значи пак Македонија, Ѓорче Петров беше и играчки, и финансиски, но мислам една од најоткованите екипи во оваа втора лига. Арсими играше
еден доста допадлив фудбал за оваа втора лига и да, мислам дека заслужено влезе Башкими имаше некои осцилации, значи во форма, значи имаше некои пак исто како нас, да речем, со послаби екипи, послабост, али дерби-дуелите ги доби, последно со Брегалница го доби и Ѓорче Петров на гостински терен, баражо веќе беше, мислам, една така тактичка, да речем, утакмица кај што ете на две контри, мислам, тие и добија беса и мислам дека заслужено си тие во прва лига. Меѓутоа, Брегалница беше како име, како историја, како клуб, како бренд, сметана како еден од фаворитите за прва лига. Да. Значи на почеток Македонија, Ѓорче Петров и Брегалница беа како најголеми фаворити, се наметнаја, али Брегалница некако да го изгуби чекорот, како да го губеше, значи од коло во коло некако како да го губеше чекорот и мислам дека не е случајно што заврши на четврто место. Сега да се вратиме на победа. Пролетва, гледам статистички гледано, малку постигнати голови, но исто така многу малку примени голови. Пролетва. На што се должи тоа? Дали играчите се такви во победа од таков тип или пак вие вашата тактика придонесе? Не, значи тактиката воопшто не беше за ние да се браниме. Значи ние со сите утакмици, да речем, кај што изигравме 0-0, значи имавме и доста шанси. Значи ние како екипа ова полусезона игравме еден висок пресинг, значи излегувавме скоро во наша трета зона, во нивна прва зона, бевме во еден пресинг и значи воопшто не бевме ние во некој низов блок кај што ќе се браниме и ќе чекаме само да свирли судијата крај со почетен резултат. Ние одевме на секој утакмица, одевме на победа, на бодови и значи резултатот може да се случајни, али мислам дека ние игравме на висок пресник, значи со една и тврда одбрана и мислам дека резултатите како резултати да се интересни за нас, али ние пак утакмицата од почеток ние одевме на победа. Значи имавме и доста шанси, значи на сите утакмици кои завршија 0-0. Тие што ги добивме со еден гол разлика. Значи пак сниграле на цврста одбрана, значи граделе шанси, ете некоја шанс, значи сни искористиле. А дали може да се каже дека ако беше малку поискусна екипава на победа, ќе искористеше повеќе шанси, ќе освоеше повеќе бодови, повисок пласман? Па мислам дека да, значи го имавме горе само мислам дека поискусен така напаѓач Филип Димовски кој реално ни грото шанси ги претвори во гол, значи многу такмици тој ни реши, али мислам дека сето се сводеше на една тимска игра, на една сплотеност во екипата и тоа пред се донесе резултати. Да, сигурно дека ако имаш поискусни играчи, значи можеш да тактизираш, значи мислам дека можеше да се направи нешто фаза, али горе-долу целта е исполнета, значи од почеток амбициите беа сигурен опстанок и ние тоа го исполнивме и мислам дека имавме добра сезона. Уште подобра и полусезона. Да, сигурно им треба и подршка на овие млади играчи, сигурно Победа е најмлада екипа во овие рангови во Македонија. Никогаш не се случило толку многу млади играчи да добиваат шанса и во Победа дури. Па да, значи не се случило. Со 16-17 години. Да, во право сте, значи, али јас како млад тренер, значи
се осло не сакав да му давам шанса, значи на младите играчи, значи да осета жар, да осета што значи да се облечи дресот на победа на некој клучни превари, значи ќе што имаше и доста публика и мислам дека тоа ќе му биде на еден водич на понатамошната кариера. Тоа што мислам дека ќе остане добар трак и во победа, па и во Гледам некои добиваат и повик во репрезентација како Димитар Шарковски. Да, Димитар Шарковски веќе. Нели тоа е показател дека исправно се води оваа политика за да ми се дава шанса на младиве? Да, значи Димитар Шарковски веќе е стандарден во таа репрезентација, значи до 15 години. Овие денови во Словенија, значи каде одигрува два надпревари пријателски со Словенија. Имаме и други играчи кои се на пик, значи на селекторите, значи дали до 17, мислам у 16 има веќе интереси каде што обавувам ние с контакт, значи со селекторите кои собира информација од мене, значи за одреден број на играчи, значи дали има капацитет или не. Сега, како гледате вие на наредново првенство, сигурно нема да остане истиот играчки кадар, ама логично е тие што задоволија, а сигурно има доста што задоволија бијќи изборен е опстанок во ова претходно првенство. Сигурно одлучивте некои доста играчи да задржите, да продолжи нивниот опстој во победа, меѓутоа како размислувате и за тоа да има и некои нови играчи на кои позиции, нови засилувања? Што мислите за вие за ова? Да, секако размислуваме и на тоа, значи ние што току завршивме, значи со полусезона имавме и еден така куп надпревар таму за ОФС, значи скоро една недела сме официјално завршени, значи обавуваме разговори со новата управа, значи планираме да има засилување, значи планираме и Костуро што беше во оваа полусезона, што понесе да речем товарот, значи да се разговара и да биде пак дел од нашата екипа, се разбира со неколку засилувања, значи на позиции кај што мислам дека ни треба малце поголема конкуренција за да бидиме, значи наредна сезона веќе да бидиме и да водиме и мислам дека поглавна улога во оваа втора лига. Значи сега да не се наметуваме како некои фаворити, али мислам дека утакмица по утакмица да видиме се по-конкурентни. Пак да се навратам уште малку за овие млади играчи. Кофиловски капитен на екипата. Колку години тој има за да биде капитен, навистина е едно големо признание. Сега на последниот надпревар, што спомнавте куп со Стрела, тука беше Давор Богевски капитен. И тој има 18 години. Нели е тоа едно големо признание од клубот за овие млади играчи? Да, значи сигурно му значи позицијата капитен и на Леонид Кофиловски, на Давор Богевски, значи пред тие двајца се значи беа стандардни првотимци, значи и тие беа едни од играчите кои го поднесоа товарот, значи сепак јас не гледам, значи многу не обрнувам внимание на кој колку години има, значи гледам само да идвам максимум од него и мислам дека доста добро ги изменажиравте работи оваа полусезона и мислам дека несомнено беше што јас му дадов шанса и на Андреј Петрески кој 2008, значи 16 години и Давид Пацковски, значи кои се добар потенцијал нашата екипа за понатаму. Сега се вртиме кон иднината во победа. Спомнавте новата управа
Значи има реформи тука, нов газда, нов управен одбор. Слушам дека сте се сретнале со нив. Што разговаравте, што може да се излече, има ли некој оптимизам за следниот период? Да, иначе обавивме доста состаноци со новата управа, че обавиме и уште, значи да, значи имаме некоја структура која мислам дека треба да биде подобро од минатата сезона. Значи минатата сезона беше тешка, значи сите знаеме, значи со финансите дека бевме доста, да речем, ограничени. Да, ограничени, слабо организирани во таа смисла. Се надеваме дека наредна сезона тоа е веќе минато и дека ќе победа ќе да стане на здрави нозе и да надеваме на добар пластан во наредна сезона. Во поглед на напрегот, докот се очекува подобар пласман за победа, меѓутоа, еве и вие како Стојанче Донимагловски млад тренер, слушам дека се трудите да добиете и повисок степен на лиценца. Ајде за тоа нешто, некој збор да ни кажете. Па да, јас да речем, бе лиценца имам од 2018 година. Од 2018 Веќе 7 години. Веќе 7 години. Да, веќе 7 години, значи веќе бев уште активен фудбалер кога изедов, значи така имав некои амбиции, значи за трење, значи беше интересна тренерската работа. Кога веќе завршив со активно играње, значи се уклучив како помошник во победа, значи тоаш одбевме прва лига победа, потоа победа испадна во втора лига, каде што нас продолжив исто така како помошник и по оставката на Јане Николовски, значи се укаже шанса, ми даде доверба да речем од управата и мислам дека доста доволно искористив тука и резултатите се доволен показател. И сега еве сум моментално и запишен на таа А лиценца, значи каде што обавив еден модул во Дојран, наредни модули се во септември и во ноември и мислам дека до нова година ќе се добијам со таа УЕФА А лиценца. И на крајот да ве прашам, ОФС Прилеп доби уште еден второлига, што е екипата Големо Коњари. Што мислите вие за ова? Значи, и минатата сезона, мислам дека Коњари беше во тој горен дел, значи мислам дека второ место завршија. Не сум сигурен, уназад знам дека години се доста организирани во тој поглед, значи доста се организирани, значи со и структурно и со играчи и кадар. Мислам дека сите играчи се доста квалитетни, кои поминале низ сите школи на победа, кои играле доста време и за победа, значи се искусни играчи, значи мислам дека има и два-тројци играчи што се и моја генерација и не случајно се второлигаш. Дали да очекуваме соработка во времево на подготвителниот период, може би пријателски меч? Па да, значи сигурно, значи дека ќе има соработка и треба да има соработка, значи тие се тука наш локален клуб кај што мислам дека и играчи кои мислиме дека му треба на Големо Коњари, дека кај нас не би имале толкава голема интажа, мислам дека би имале таква соработка и играчки, и пријателска утакмица, секако дека најверојатно дека би имале. Ми имавме и претходно, значи пред бараж имавме на пријателска утакмица со нив и мислам дека треба да има соработка. Значи ние сме тука локални кај што
секако дека треба во секој поглед да си помагаме. Да, ви благодарам и секако ќе се сретнеме пак кога ќе стартувате со подготовките. Зависи кога почнува и наредна сезона. Од прилика, според пресметките од 1 до 5 јули би стартувале подготовките. Сега стрикно датум немаме утврдено. Но секако ќе биде интересен и природниот рок. Да, веќе се разговара и со нови засебувања и мислам дека ќе го зголемиме конкуренцијата во екипата и продолжуваме понатаму.